14 починати е во моментот епилогот од вчерашната трагедија на патот кон Тетово кај Ласкарци. Медицинскиот персонал прави се што е во негова моќ за да се спасат животите на оние кои се во опасност и да им се санираат повредите на сите останати. Дел од повредените се во 8 септември, дел на клиника, но и во Тетовската болница и во Гостивар. Во болницата 8 септември 37 лица, понатаму 8 на скопските клиники, 2 во Тетовската болница и една пациентка која што помошта за жал реанимацијата не успеала во Старата градска болница. 80% од персоналот беше на работа за многу краток временски интервал од 15 минути и се организираше системот на работа. Се прими огромен број на пациенти за многу кратко време, се направи тријажа и се сместија во соодветните одели за лекување. Директорот на 8 септември за Алфа детално објасни во каква состојба се повредените таму стационирани. Кај една жена, состојбата сериозно се влошила во текот на ноќта. 29, 4 се на одделот за интензивна нега, значи се во тешка здравствена состојба, се на механичка вентилација. Во утринските часови оперирано е млада пациентка заради влошување на незината состојба, односно губење на крв. Возачот на автобусот е полесно повреден, веќе бил пуштен и на домашно лекување. Има лесни телесни повреди, значи нема скршеници, нема ни некои рани, има некои огреботини, некои тапи повреди, е во добра состојба, добра кондиција и е више на се планира амбулантски понатамошен контролен преглед. И приватните клиники се мобилизирале. Не може да се прогнозира како ќе завршат критичните случаи во овој момент. Во секој случај е јасно оти без помош од локалното население од Ласкарци, кое прво влетало за да им помогне на згмечените патници, повредените немало да стигнат ниту да се лекуваат.